А првиот човек на Алијансата за албанците Арбен Таравари бара при отворањето на уставот за внесување на бугарите во преамбулата да се замени и формулацијата 20% за албанскиот јазик. Тој деновиве е во Вашингтон. Со него разговараше колегата Мартин Николовски од Гласот на Америка. Мартин, која е целта на посетата на Таравари на Соединетите Американски држави? Добро вечер од Вашингтон. За посетата председателот Таравари рече дека е, цитирам, посета организирана од наши пријатели. Ни кажа дека биле договорени средби со представници од Стејт Департментот, Конгресот и Сенатот, како и со иселеници од гостивар и Македонија. Што се однесува на првиот дел од вашето прашање, Таравари во интервју за Гласот на Америка рече дека сега било вистинско време со уставните измени албанскиот јазик да биде впишан во македонскиот устав како втор службен јазик во државата. Тој рече дека за овој предлог се согласни сите албански партии во државата и дека очекува да добие поддршка од СДСМ и од ВМРО-ДПМН. Предлагам во продолжение да чуеме дел од изјавата на Таравари. Од албанските партии апсолутно сите се за тоа и од македонските ја не гледам поголема пречка и СДСМ и ВМРО и декларативно, меѓутоа и меѓу нас кога зборуваме, па дури и председателот на државата пред неколку дена кажа дека е апсурдно да се користат проценти за еден јазик кој што и формално и правно се користи во државата, така да се надевам дека овој е моментот кога ќе ги направиме и овие промени заедно со воведување на бугарите во преамбулата и тераме понатаму со европската агенда која што нема друга алтернатива за нашата држава во која што живееме. Мартин, дали борбата против корупцијата е на дневен ред на средбите на Таравари со американските представници? Да, Таравари рече дека приоритет на министрите од неговата партија се борбата против корупцијата и враќање на довербата во правниот систем на државата, зашто рече дека во моментов таа изнесува од 4 до 8%. Инаку, освен Таравари, во Вашингтон е и министерот за здравство Фатмир Меджити. И двајцата по посетата на Вашингтон заминуваат во Њујорк, каде ќе се сретнат со американски представници, но и со иселеници од државата. Мартин? Да, тоа беше Мартин Николовски од Гласот на Америка. Ние се враќаме дома.